Време за првиот разговор во Македонија наутро, по истрчани многу километри во текот на годината, време за нов предизвик. На 6 октомври во Скопје се случува Скопје Ран. Наш денешен гостин Александар Кераџиев. Добро утро, Александар, добре ни дојде во емисијата. Добро утро и до мене, до тебе, Анита, и до сите гледачи на Македонска Како телевизија. си во утро? Фино, пријатно во друштво со Македонска телевизија секогаш. Овој пат малце ја променивме. Не сме на улица во некој парк да снимаме, туку во студио. Течат ли подготовките за Скопје Ран? Традиционално се појавуваш нова трка? Па да, Скопје Ран, Скопје трча 10 км во недела, трета година поред. Подготовките нивни течат, мислам дека се при крај. Моите се исто така при крај. Не знам како да го дефинирам тоа, пошто постојано сум во трки ова лето и продолжувам на есен посилните трки, така што во последен момент што се вели со сопругата одлучивме да трчаме на Скопје, трча 10 км наместо на полумаратонот во Зрењанин, каде што е низиниот матичен град, заради ете така првично блискоста со маратонот кој што ни следува една недела после Скопје трча или доколку беше Зрењански полумаратон. Значи, големината на трката и пред се ова што многу ни значи како трка, како настан, затоа што е еден огромен спектакл после Скопскиот маратон или подобро кажано тука се на рамниште со Скопски маратон, меѓутоа не е маратон, организацијски ова е еден огромен спортски спектакл во цела Македонија. После Скопски маратон, Бич Ран летово, се случи и трчај бе во Битола, каде што и вие настапивте. Колку си задоволен од она што го постигнавте во текот на овој период? Па сум задоволен. Напомена во една од претходните наши снимања, наши емисии, дека до сега не сум практикувал ваква динамика на трки, односно со Скопски маратон мај, можеби уште една трка, ете Охрид трча сум ја трчал и тука завршувало завршувал оној надпреварувачки дел и сум се подготвувал за есенскиот дел. Меѓутоа оваа година решивме малку да ја промениме таа агенда, односно да вметнеме повеќе трки, вметнавме сварно повеќе трки, мислам можеби преку 12-13 трки имавме ширум Македонија. Бич Ран трчавме во Србија на неколку полумаратона, така што се фатија сигурно преку 10-12 трки. Трчај беше пред 2 недели, како помнам, во Битола, и како за прва едиција морам да ја пофалам вака јавно дека беше трка, па да кажам, како европски калибар. Да се рамни со трки кои што имаат долгогодишно искуство, до толку беше добро. Во Скопје се случи летниот период и европско првенство во атлетика. Така. Како си ти задоволен? Не трчаше тука? Не трчав тука, бев во, да кажам, организацијски дел, односно судискиот дел. Бев одговорен за стартер координатор, се вика таа позиција, односно да се координира целата сите активности пред самиот старт на секоја од трките. И од аспект на организацијски дел, затоа што бев во тој дел, не бев на надпреварувачкиот, а и самите надпреварувачи не можат повеќе да судат одошто самите организатори. Од аспект на организацијски дел, два момента ќе забележам. Прв ден и втор ден. Првиот ден бевме, кажи речи, изгубени, затоа што прв пат ни се случува волкав надпревар во Скопје, во Македонија. Значи, ова беше, како што напомена, Европски куп, трета лига. А вториот ден бевме најмалку 5-6 калила во однос на првиот дел. Значи, до толку се искоординиравме, напреднавме, научивме тоа што треба, кој каде, на која позиција, кој на кого да се јави, кај треба на која позиција да биде, во кое време, на кое место. И од организацијски дел големи пофалби. Атлетската федерација, што претходно, например, сум знаел да ја критикувам, знам и оваа да ја критикувам, доколку во иднина се забележат повторно истите грешки да се повторуваат, меѓутоа се гледа дека на прав пат оди, дека почнувајќи од Европското првенство, кое што имаше безмалку 3 недели да се подготви по промена на структурата на Атлетската федерација, значи за тие 3 недели успеа да направат еден европски
спектакл. Ја спомена Атлетската федерација, тоа значи дека овој пат конечно им се дава шанса на помладите? Така е, конечно им се дава шанса на помладите и на луѓето што се полни ентузијазам, барем така во моите очи. Ете се промени таа структура, беше тешко, секоја промена е тешка, меѓутоа луѓето од претходната структура најверојатно не беа доволно достоинствени да кажат дека доволно до сега сме направиле што сме направиле или не сме направиле, да дадеме простор на помладите, па нека водат атлетиката, нека даваат нови идеи, модернистички идеи, нека крадат од Европа и од светот што таму се случува, да го пренесеме во Македонија. Меѓутоа добро, како е така, конечно се промени, мислам, искрено верувам дека работите во атлетиката во Македонија конечно ќе тргнат во нагорна линија. Кога станува збор за атлетиката, вистински празник за очи на македонската телевизија, следиш ли се оно што се случува во вечерните часови претежно? Да, со задоволство. Се случува светското првенство во атлетика во Доха, Катар. Односно денеска четврт ден веќе. Во одличен термин е за нас, гледачите во Македонија, затоа што сме, кажеше тука во временската зона, не се 1 час пред нас, не се за разлика, например, од Истокот со разлика или Америка со разлика 7-8-9 часа, па да не можеме да се искоординираме и уклопиме. Тука се со термините и со задоволство го следам тоа што македонска телевизија го пренесува. Маратонот беше првиот ден, маратонот жени. Во студио беше сестра ми заедно со Горан, колегата ваш, и го искоментира, мислам дека на едно одлично ниво. Едни пеколни температури се случуваат таму. Како се одразува тоа на дел од тркачите? Пеколни температури, тоа го зна. Мислам, тоа не е од вчера пеколна температура, туку тоа го знаеа и организаторите, како и што доликува на сите наредни организатори, не случајно се доделува организацијата на Доха или на Рио или на Лондон или на некои големи градови и земји развиени, каде што постојано технички напредуваат во организацијскиот дел. Односно што направија во Доха, направија на самиот стадион, знаејќи дека ќе има пеколни амбиентални температури екстремни, сварно се екстремни, преку 30 степени е навечер. И тука не сме за жалење, меѓутоа таму има и висока влажност, што дополнително ги отежнува условите за атлетичарите. На самиот стадион имаат инсталирано вентилација, односно имаат инсталирано, да кажам, да се изразам, клима. Во целиот, иако е отворен стадионот, има освежување во самиот стадион да придонесе да се приближи до некоја оптимална температура. Меѓутоа првиот ден, како што напоменав, беше маратонот, на улиците не може да се инсталира клима и наидоа на огромни потешкоти дамите, кои што нели го трчаа маратонот. Мислам дека бројката статистички беше дека пола од надпреварачките се откажаа. За жал, баш поради тие високи амбиентални услови, недоволно адаптирано најверојатно тело, може би дел со флуидниот статус, имале проблеми и така натаму. Меѓутоа, да, тоа се случува, високи амбиентални услови, атлетичарите се обидуваат да се прилагодат колку толку, нема избор. Ние за жал немаме такви услови кај нас, тоа значи дека нема шанси никогаш некој од вас, ако не ти, можеби некој твој наследник да настапи на едно вакво големо првенство? Па, зашто да не? Да, мислам, оптимистички е да очекуваме дека може да настапи. Видете, ние во атлетиката имаме право на секогаш настапуваме, скоро секогаш сме настапувале со ние валд карти на Олимписките игри, на светските првенства. Оди оној кој што има највеќе бодови по на ИАФ таблица. Така што сега имаме надпреварувач на 200 метри и 400, така што во иднина се надевам дека средните и долгите патеки ќе бидат застапени. Аз од секогаш ми било желба да биде пратен еден маратонец кој што нели како и да свртиме приказата, тој секогаш е во финале, затоа што маратонот е една дисциплина, еден ден, нема квалификации за маратонот на самиот маратон, затоа што сама по себе дисциплината е толку тешка и би сакал, моја желба е да има еден маратонец представник на едно големо надпреварување како Европско светско олимпијада. По трката на 6 октомври во Нела, за што се подготвуваш? Ќе одиш ли на тоа да го подобриш твојот резултат? Да, секако, секоја трка се обидувам. Тоа некојаш успева, некојаш не успева. Во недела е 10 километри трката, ќе се обидам да
го подобра мојот резултат во таа дисциплина. Една недела, како што напоменав, после Скопје трча 10 км, ни следува и маратоното. Ние го нарекуваме таргет маратон, затоа што се подготвуваме на таргет маратон, еден пролетен, еден есенски. Таргет маратон после таа недела ни е Софија маратон, еден исто така голем маратон во нашиот регион. После тоа следува здравје. Се надевам ќе се одвива се како што сакам, како што сум предефинирал во Подгорица на маратонот. И на 17 ноември се случува Сербија маратон, се нарекува, во Белград. Значи не е белградски маратон, ова е друга констелација, Сербија маратон, кој што е воедно и во склоп на него и Балканското првенство во маратон, така што веќе има покана од Атлетската федерација да настапам како репрезентативец на Македонија на овој маратон. Па ете и условите, се надевам до тогаш, не се надевам, туку очекувано е да се промена, тоа е веќе малку тоцна есен, да кажам, 17 ноември, така што на сите маратонци нас ни одговараат свежи, што посвежи услови. Ќе се обидам и таму повторно да го нападнам мојот најдобар резултат во маратон. Ќе видиме како ќе се одвиваат работите и секако да во најдобро издание да ја представам Македонија таму. Не знам дали никогаш сум те прашала, размислував вчера кога никако се подготвував за прашањата, дали размислувате заедно со Весна, можеби заедно со твојата супруга, да формирате некоја школа каде што преку неја ќе го пренесете вашето знаење на помладите генерации, затоа што имате навистина што да покажете. Издадовте и книга, може и слободно да ја споменеме и во оваа прилика? Да, издржи кралица. Секако дека сме размислувале на таа тема, меѓутоа времето моето, сега конкретно зборам во моје име, не ми дозволува во моментот да бидам присутен на тие тренинзи каде што би го пренел знаењето на помлади генерации, или не мора да се помлади генерации, може да се и моја возраст, меѓутоа да го пренесам. Така што може би во иднина, здравје како ќе се одвиваат работите, ќе го пренесувам тоа знаење на терен. За сега имам формирано само иницијативно и не е ништо официјално, мислам, сакам да кажам, не е нешто на хартија. Онлайн пренесување на моето знаење, односно обучување на менторирање на луѓе кои што сакаат да се подготвуваат за трки, дали во пролетниот или во есенскиот или можеби во летниот дел. Најчесто се тоа полумаратонци и маратонци. Сам сум го нарекол тоа Кираджиев Training Systems, така што онлайн имам неколку клиенти кои што се консултираат со мене. Се надевам дека во иднина ќе има и повеќе заинтересирани и ќе се консултираат со мене. Тоа е еден, да речам, тренд кој што во последно време го прават некои маратонци ширум светот кои што имаат веќе позначителни резултати. Јас сметам дека во Македонија имам направено за сега некој значителен резултат. И не е само резултатот, туку имам веќе акумулирано многу знаење во атлетиката и би сакал тоа да го пренесам на некои кои што сакат исто така да направат повисоки резултати. Има ли граници кога станува збор за возраста, до кога може да се трча? Во една прилика ми спомена ќе трчам додека може. Па да, поготово во маратонското трчање не верувам дека има граници. Зенитот е, што знам, од преку 30-та година па до 50-та година, така што имам уште долго време, се надевам. Тоа зборуваме во делот на професионалното, на посветеното трчање. А рекреативно трчање па дека можам, зашто да не. Да. Ти благодарам многу, Александар, на одвоеното време. Ќе ти посакам успешна трка во недела и да ни бидеш повторно гостин во нашата емисија. Благодарам и јас на повторната покана на Македонска телевизија и посакувам на гледачите пријатен ден.